луѓе што тврдија присуство 23 со реплика, што значи сите сме тука. Пред да почнам било што имаме гости, дали процедурата се завршите со гостите? Да, добро. Да не прекинуваме седница за да запишувате присуство. 20 присутни. Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 16 и 17 статутот на општината и член 59 од Головникот на општината донесено решение за свикување на 62-та седница на Советот на општина Карпош, пред било што химната на Република Македонија. Колеги, пред да отворам расправа по деневниот ред, предложени се неколку измени. Едната е записник, додавање на записникот од 60-та седница. Мислам дека службите ви појаснија што е работата. Вообичаено не ги додаваме деневните редови на сама седница, зашто нема некој ритм, стана човекот инспекција ги пара. Предложено да се додаде за да имаме дискусија по тоа. Однапред ви најавам, имате материјали добиено за предлог одлука за избор на член во одбор за соработка и доверба со јавноста на Факултет за електротехника и информациски технологии. Уште едно, мислам дека е поделено по координаторите, тоа е предлог на градоначалникот, он сам ќе си го појасни. Тоа повели градоначалник само за светата на рампата. Поштовани колеги, добар ден. Предлагам дополнителна точка на дневен ред. Замолен сум од директорката на Петскен центарот кој се наоѓа на територија на општина Карпош. Ако можеме да помогнеме да се постави рампа за влегување во тој дел од кругот на војна болница, затоа што се паркираат и вработени од војна болница во тој дел, се паркираат и граѓани кои што доаѓаат на прегледи во 8 септември и се случува да, бидејќи тие произведуваат и изотопи, така ги викаат,
кои што потоа ги снабдуваат приватните клиники, дури и надвор од Република Македонија, значи имаат они се сертифицирани за производство на тие изотопи, значи не може да влезе возило и имаме сериозни проблеми. Ме замоли дали може да општината да помогне да се постави рампа со кое што они ќе можат само они да влегуваат и да се тоа направи со, бидејќи на секој упат за пациент кој оди на ПЕТ скен има на упатот има баркод со кој што ќе може да се влезе директно во ПЕТ скен центарот, особено ако се има предвид дека доаѓаат и тешко болни. Значи тешко болни кои се тешко покретни, значи им треба помош за излез, за влез од возилото и така натаму, и затоа ме замоли, ја ставам точката на дневен ред, би ја замолил да донесеме одлука за донација во овој дел. Прво ни е драго што е ваков центар втор во Македонија, прв отворен во Македонија, втор имаме во Систина, меѓутоа ова е многу значено за граѓаните од цела Република Македонија. Сакам да ви известам уште една работа. Имаме проект за скрининг на дојка на млади девојчиња од 20 до 30 години. Известен сум од докторот кој што го врши скринингот, ми се јави да ни честита прво на проектот и второ ме извести за една фрапантна работа. Ми рече вака: Стевче, од 10 девојчиња што е правен скрининг, 7 се со наод. Значи страшно нешто се случува и јас сакам тоа и да го актуализираме, да упатиме што е можно повеќе девојчиња на скрининг. Не значи дека се сите со карцином, ама има цисти, има други сомнежи, треба дополнителни испитувања, треба да се прати и така натаму. Замислете што се случува кај млади особи од 20 до 30 години и затоа би ве замолил да, ако може, замолницата е да помогнеме во тој дел, да олесниме движењето внатре, функционирањето на ПЕТ скен центарот кој што е толку значаен за цела Република. За ПЕТ центар. Тоа е делта, значи во одлуката различни установи се. Ова е за на 8 септември или се различни установи? Значи место 8 септември да стои паркингот на ПЕТ скен. Разбирате ли? Чекај, може да ми кажете влезот во паркингот на ПЕТ скен. На ПЕТ скен центар. Само тоа, чисто технички, за да се знае за тоа. Ама институцијата така се вика. Точно ќе најдеме како иначе ПЕТ скен. Не, важен е називот, очигледните причини. Кој што се бе останало. А исто така пред да продолжам, ме замоли нема службите сака да се обрати пред Совет. Почитувам градоначалник, почитувам председател на Совет, советници, колеги, почитувани гости. Сакам да го информирам Советот дека завчера на 11.3 во 21:28 часот добив мејл од советничката Невена Георгиевска, во кое што предпоставам дека се однесува на одговорот што го добив на советничко прашање, подпишано од мене како раководител на одделение за односи со јавност. Во истото писмо, советничката Невена Георгиевска изнесува тешки навреди и клевети, во кој што го споменува и моето дете, малолетно, 13 годишно, на еден најбезобразен, дрзок, мизерен, беден начин, во кој што тврди дека мојот син се стекнал со стипендија од општина Карпош без поднесена документација за истата. Да, еве повторно тврди. Исто така тврди дека господјата Георгиевска била член на комисијата и уредно водела евиденција за сите апликанти што се пријавиле за стипендија за талентирани ученици од општина Карпош.
И тоа не сакала да го изнесува во јавност зашто се работело за дете, ниту да доведе вработените кои ги спремале записниците во непријатна ситуација. Господја Невена, значи сте требале одма да реагирате ако сте утврдиле такво нешто, сте сгрешиле што сте чекале волку, ова е од септември. Конкурсот беше во септември и изборот на деца што добиваа стипендија во општина Карпош беше извршен во септември. Сега сме март. Зошто сте чекале толку време? Треба да одговорите. Второ, велите уредно сте воделе евиденција за сите апликанти. Значи, во оваа една реченица што сте ја склопиле тука, го истакнувате целиот ваш интелектуален капацитет и морален капацитет како човек, затоа што прво мешате дете по цела ситуација, второ, тврдите дека уредно сте воделе евиденција. Ако уредно сте воделе евиденција и сте го промашиле моето дете, тогаш може да замислиме каков е вашиот капацитет. Значи, не сте можеле ни да водите евиденција на тоа што го утврдиле службите и записниците што ги воделе. Тоа е трагедија. Трагедија за вас како личност, да не можете да водите евиденција, да не сте способни, а видите, уредно сте водели. Замислете кога неуредно водите евиденција. Што може да очекуваме од вас? Значи, моето дете, не знам како сте го промашиле, може би сте гледале доле, сте требале да гледате горе. Зашто било горе на листата, затоа што има 3 пати повеќе поени од потребните за да добие стипендија за талентиран ученик. Господја Георгиевска, листата на деца што добиле стипендија е јавно објавена на социјалните мрежи на 23 септември 24 година на социјалните мрежи. Ве замолувам истото ова што го пишувате во мејлот да го објавите јавно, пошто еве јас јавно постапив по вашето барање и вие да го објавите јавно, меѓутоа не од оваа говорница, за да не се криете за член 43 став 3 од Закон за локална самоуправа, тука да го изнесете јавно, одберете вие дали на медиум, дали на социјални мрежи, било каде, за потоа да се видиме на суд и да се докажеме вистината. Бидејќи сте толку храбри да се пресметувате со 13 годишно дете. Господја Георгиевска, да ме споменевте мене лично, ве спомнавте. Ќе ви одговорам и на тоа прашање. Ме прашавте колку пари сум платен за да пишувам соопштенија преку викенд надвор од работно време. Дали сте платен, ќе ви одговорам. Платен сум со 0 денари. Откако сум вработен во општина Карпош, имам 0 денари екстра приходи од дневници и било какви други додатоци. Значи, сум добивал само плата. За ниједна минута дополнително работно време не сум добил никаков недоместок. Дали сте задоволни со тој одговор? Другите прашања се однесуваат на одговорот на вашето прашање. Сакате да ви ги одговорам и тие прашања? Да. Сакате ли јавно? Вака, прво сакам да ве повикам јавно да му се извините на градоначалникот Стефчо Јакимовски, затоа што на минатата седница го посочивте него како човек што ви се потпишал на одобрението за градење. Значи, во ред. Значи, бидејќи реагира председателот на Советот, тука ќе застанам и ќе побарам од Советот да го осуди начинот на кој што вие се однесувате и комуницирате со членови на општинската администрација и да го осуди начинот на кој што изнесувате тешки навреди и клевети во кои што мешате и дете и тоа неаргументирано. Неаргументирано. Треба да се срамите, господја Георгиевска. Значи, со ова писмо, вие на моралната вертикала го допревте дното. Не сте ни на дното сега. Подрум направивте од дното. Дали ви е јасно? Како не ви е срам? А јас ќе ве замолам Советот да го осуди тоа начинот на комуникација. Ве молам. Значи, предлогот на градоначалникот што е за рампата, името каде што имавме градот. Апсолутно. Само може да се појаснам за да немаме нејасно предпоставки. Ќе ти дам збор, не си ге. ЈЗУ, тоа е јавна здравствена установа, Универзитетски институт за позитронско емисиона томографија. Така ќе гласи
така ќе гласи насловот кој што ќе огласам дали ќе се додаде или не на дневен ред. Ако влезе во дневен ред, така ќе гласи и одлуката, битно е да имаме неарбитражно име, затоа што да. Сепак влагаме управен тоа повели Невена, тоа да продолжиме со дневен ред. Почитувани присутни, она што го направи тука представник на општинската администрација, кој во неколку наврати, не само према мене и према други советници, објавува постови на официјалната страница или е одговорен на секторот кој објавува постови на официјална страница на општина, притоа обвинувајќи советници, и во однос на тоа, одговорот кој го добив на прашањето кој го пишувал тој одговор и беше подпишан од вас, затоа и на вас ви се обратив и суштината на тоа беше вашиот одговор. Значи, ако јас нешто недолично, тие 10 реченици што ви ги пратив на мејл, е нешто помалку недолично до на вие што сте ми одговориле, тогаш ќе се срамам. Меѓутоа, вашиот одговор не го спомнавте што се однесуваше. Како цела ја администрација, јас сум ја омаловажувала и ред други навреди, не ќе да ги спомнувам. И јас само ве прашав, прво, пред да објавувате такви невистини, да ги прашате службите од општина Карпош, колку одобренија за градба имаат издадено од 2007. Момент. Затоа зашто последната реченица беше моментот кога го кажа. Добрила, ја бев обвинета овдека за дивоградби. Јас се извинувам на градоначалникот Андреј Петров, ја подпишал, меѓутоа толку долго сте градоначалник што да, ама тоа си го. Ама што е тоа? А значи 3 седмици ме слушате и упорно. Ама вие се упоцувате. Еве му одговарам конкретно. Значи прашањето беше колку такви дозволи за градба има издадено општина Карпош. Ја бев обвинета дека имам дивоградба, а имам дозвола од општина Карпош, подпишана од друг градоначалник. Меѓутоа, подпишана и од стручните служби, не е важно, го добрила градоначалник подпишал. Исто така не прашав колку сте платени, не го прашав, бидејќи сте работеле вон работно време, дали соодветно сте исплатени, што би требало според мене, бидејќи е вон работно време. Значи, вие сте го работеле тоа волонтерски, да речам. Конкретно за мојата интелектуална и морална способност, не сте вие тие што треба да одлучува. Добро, според вас нула, меѓутоа, тоа е ваше мислење. Јас уредно водев евиденција, имам потврда и од вработена од општината. Значи, нема јавно да го кажем, затоа зашто знам дека се додадени дополнително тие. Како ќе докажеме? Како ќе докажеме? Како ќе ми докажете? Значи, јас не сакав да го спомнувам тој случај. И јас направив привид, не видов, до моментот дека не беа доделени стипендиите. Проверив потоа, видов дека не е. Така да јас стојам на тој став и нема зашто да се срамам. Конкретно тоа го спомнав во контекст на тоа, вие јавно да кажете, бидејќи ме повикувавте јавно да кажам пред граѓаните, како сум ја во повластена состојба да градам дивоградби. Јас ваш лично ве прашав, како вие сте повластени на таков начин. Се надевам дека ми одговоривте со ова што ми кажавте дека се поднесени документите, дека јас сум била толку неспособна што не сум направила добра евиденција. Добро, ви благодарам. Прва и основна работа, колешки Добрила, ни го отежнувате во денето на седницата со тоа што прикривате луѓе во збор прешни. Прво повеќе. Нена, јас сум сигурен дека сакаш да се објасниш. Многу кратко. Не можеме седниците да ги правиме циркус каде што се наградуваме и добацуваме. Лично можам да зборам. Јас не се согласувам со начинот на кој што ви се обратила колешката на мејл, ама не можеме седниците да ги правиме расправи константно. Повели градоначалник за збор. Поштовани колеги,
воопшто не ми е драго што имаме ваква расправа. Прво морам да кажам дека колегата Ненад е исклучително мирен човек и изненаден сум што за прв пат го гледам вака револтиран да излезе овде. Би го замолил да ги скроти емоциите. Веројатно повеќето од вработени, односно од советниците не знаат дека се работи за детето кое што освои златна награда во Њујорк за математика. Кога ја донесовме оваа одлука? Сеќавате? Минатата учебна година. Тоа беше пролетта ја донесовме. А колку што знам, мислам дека летото кога се беше Ненад? Август, септември. Значи наградата е добиена тогаш и после тоа се апликациите доставени за овакво распишан конкурсот за децата, за стипендии и така натаму. Следната работа. Тоа момче исто така е првак во шах. Значи се работи за исклучително талентирано дете. Еве, дури колешке да си во право, дури и да е ван тоа, зарем за дете што освоило златен медал на светски надпревар во математика во Њујорк, за кој што ние го финансиравме, овде нема да донесеме одлука или нема да речеме слушајте дополнително ова дете е талентирано, ќе ни биде драго да го стипендираме и да го потикнеме и натаму да продолжи по овие патеки по кои што е. Поштувани колеги, јас сакам да замолам поодели наши колеги претера со обвинување кон вработени, кон мене како градоначалник, кон други службеници во општината Карпош. Ај објаснете ми го следново. Да искочи, да поставиш прашање на стручни служби, да ти одговорат. Да поставиш прашање одговорница. Веднаш да ти биде одговорено од службеникот. Да потоа го известиш обвинителство и да дојдат економски криминал и компјутерски да му се даде објаснување него. Па после месец-два повторно да ти дојде организиран криминал за истиот предмет. Па сега таму се пуштаат дописи. А не ли е срамота? Не ли е срамота? Колешки, вие, драго ми е што имате градежна дозвола за тоа што сте го граделе. Но дали знаете, тогаш кога ви е дадено ова одобрение за надградба на 9 кат од 41 метар квадратен цел стан, дека таму нема урбанистички план? Карпош 4, тој дел нема урбанистички план. Дали вие се плашувате како вас ви е дадено одобрение за да вие направите доградба на 9 кат цел стан, 41 квадрат е убава гарсонjera, убав еднособен стан. Обично тие гарсонjerите се по 30 квадрата, а еднособни се 40-45 квадрати. Молим? Добро. Значи, вие сте создале услови да имате дополнителен, да остварите стамбен простор. Меѓутоа, што е она што е проблематично? Што сте вие најревносен противник против доградби, надградби, против воопшто градење, да се поништат урбанистички планови, а вие сте добиле дозвола тогаш кога немало урбанистички планови. И еве јас, како човек, значи, ви кажам, не икам да се бавам со тие работи. Јас можам да го повикам Државен инспекторат за урбанизам, да влезе во книгите, да видиме тогаш имало урбанистички план, немало, да влеземе во поништување на дозволи, така натаму. Гледате дека цело време избегавам такви работи да се правиме едни со други. Ама овде, колеги, претеруваат со таа работа. Колеги, 70 пријави минатата година имаме во обвинителство. Во што ги претворивте вие овие службеници овде? Секоја недела некој да одговара на некој предмет банален, кој што нема врска, решен по закон, по сите прописи и така натаму. Прво, не ли ви е жал за тие службеници? Има службеници што веќе викаат, јас не подпишам, ќе го сработам предметот, подпис не ставам. Јас секоја недела да одговарам за нешто,
за кого како ќе му текне, за да утре евентуално бидам ставено на тапет од разни причини и така натаму. Оставете ме мене на страна. Имајте обзир према вработените. Не е коректно тоа. Не е коректно према никого. Не е коректно такви греови да се прават. Па добро, за овие 3 години, дали не добивме доволно доверба дека сепак луѓето си ја работата согласно закон? Колешке, мене ми се испитувани 2.500 тендери, 13.000 легализации, пим мерки на цела фамилија, да збориме што уште не, вештачење на телефони и така натаму и така натаму. Аманте, во името на вработените, престанете да ги викате, не знам, како ви се одговарало на овакво соопштение и така натаму. Добро да ве прашам вака. Кога имате од неколку надлежни институции негативен одговор на тоа вие што сте се сомневале. И кога ќе добиете одговор и од битни државни институции, вие натаму зборите за криминал, за корупција во општината и така натаму. И сега да прашам, со тоа не навредувате вие некого? Ако ти потврдила општината, ако ти потврдил државен инспекторат, ако ти потврдила второстепена комисија, ако потврдил управен суд, виш управен суд, уставен суд за нека одлука, и покрај сето тоа ти викаш криминал, корупција и така натаму и така натаму, и обвинуваш општината. Дали е тоа поштен пристап према вработените? Уосталом према сите нас овде. Секако дека тоа не е поштен пристап. Зарем тоа не е навреда некого цел време збориш криминал, корупција, криминал, корупција, криминал, корупција, аманте. Како би колеги еднаш не го видите криминалот и корупцијата во тендерите каде што за 1400 квадрата плочник се става да имаш 3 багера по 30 тона. Знаете колкави е багер 30 тона? Колку оваа просторија овде. Багер за рудници и за пробивање на патишта, планини. И да имаш бетонска база за 1400 квадрата бетон што треба да ставиш, кој што со 2 мешалки и 4 мајстори ќе ја направиш. За да ги добија се, таму не гледате корупција и така. Цело време овие службеници служат на 65.000 граѓани во општина Карпош. И оставете го тоа да го работат. Претеравте. Воопшто не ми е драго ова. Го гледам колегата револтиран за детето, ама сите знаеме за кој дете се работи. Или некој веројатно и не знаевте. Се работи за исклучително талентирано момче. Случајно е, таткото е негов вработен овде во општина Карпош. Јас ве замолувам, дајте малку дајте за работи што има да се разбереме овде. Ама не ќе добиеш одговор, па ќе добиеш друг одговор, па ќе добиеш трет одговор и натаму се продолжува. До каде се оди више со таа работа? Значи, една службениска, и тоа многу квалитетен правник, вика градоначалник, ја не можам да работам друго, освен да одговарам. Не ова играчка, треба на обвинителство да му одговориш. Треба да го убедиш на истражните органи дека тоа што некој се сомнева или го пишал и така натаму, на сумица дека тоа не е точно. Дека не е тоа едноставна работа, некој може да му се отвори постапка, да оди утре по судови, да биде осомничен. Зашто да биде осомничен? И тоа еден многу квалитетен правник ни работи, место тој да решава предмети на граѓани, предметите на граѓаните стојат, ние се бавиме со овие работи. Па добро, ја разбирам, еднаш, 2 пати, 3 пати у годината нешто да се посомневаш, ама ти у 70 работи, подели го на 12 месеци, колку е тоа бе луѓе? У 6 случаја, 5 до 6 случаја, секој месец ти нешто се сомневаш. И после, и на крај, кој ќе завршиме со целата постапка, да кажеш криминал и корупција. И уставен, и управен, и второстепени, кои сите се криминалци. А што ќе кажеме за малтретирање на јавноста, на општината цело време, да се објаснуваме дека водата е водлесна, дека воздухот е безбоен? Зошто имаме потреба за тоа? И затоа ме молам, дајте да прекинеме овде,
дајте малце да внимаваме како се однесуваме. Сепак сме ние овде колеги, сепак овие службеници, они ги решаваат проблемите на граѓаните. Овие службеници дефинитивно ги носат на своите плеки хигиената, негде е многу добра, негде е помалку добра, негде е полоша, ама овие луѓе илјадници кубни метри изнеле листата маса од оваа општина. Овие луѓе 18 пати косат. Овие луѓе чистат. Значи, сите услуги што треба на граѓаните да им се дадат, овие луѓе штом се запуши канализација, идат, копат, прават, решаваат проблеми, да нема фекалии во станови, во едно од друго. Значи, овие луѓе ги решаваат тие проблеми на граѓаните. Малку респект кон целата работа. Вака, ако продолжиме, кој ќе ни остане во општината? Многу тешко се наоѓа квалитетен кадар. Верувајте, ние имаме генерацијска смена во секторот за комунално уредување. И имаме сериозен проблем, верувајте. Многу сериозен проблем. Генерацијската смена, што имавме со извонредни инженери, сега сме паднати на многу ниско ниво. Да морам постојано и јас да се ангажирам, да мораме често да правиме состаноци, да има сериозни пропусти во работата и така натаму и така натаму. Да ни се случи, например, проект за улица која што треба да ја реконструираме, фирмата ја добива улицата на тендер, нормално ја не ги проверувам проектите. Проектот има проектот, има и ревизија на проектот, нашите служби го зеле, распишале тендер, доаѓа фирмата што го зела проектот, абе градоначалник вика, овде пишува гребење на асфалт, на лице место се коцки. Тоа не можело да се случи во општина Карпош. Тоа не можело да се случи зашто имало многу квалитетни инженери кои проектот го проверувале, констатирале каде е проблемот, така натаму. Немојте дополнителен товар да ја правите на општината, за да овој кадар што го имаме избега на што ќе остане општината. Ние решаваме секојдневни проблеми на граѓаните. Ајде, еве овде што правиме политики и така натаму, ама секојдневни проблеми да решаваат овие луѓе. Ајде ние ќе се расправаме, ама оставите ги вработените. За молница. Вклучувајќи го и ова дете. Отварам расправа по телефниот ред. Татјана, секако си јавена за збор за дневниот ред, што за ова сакате да продолжиме да се расправаме? Не, само кратко. Да смирено се. Ја би сакала, ако може да смириме топката, би било супер. Само кога не го користам никога. Вака би сакала добро утро на сите и одговорни се да изјавам дека независни за Карпош немаат поднесено ниту една кривична пријава до ОЈО за општина Карпош, тоа еве јавно го изјавувам. Да, сме се обратиле до многу институции и ги почитуваме одговорите кои што ги добиваме. Така што градоначалникот треба да се бара на друга страна виновници за притисокот кој што го има општината. Во однос на тоа дека вработените да, почитувам многу вработени во општината. Имам одлична соработка и неколку пати пофалено вработени во општината за начинот на кој што работат и намерата на Невена во однос на тоа дека не се платени за вонредната работење не беше како навреда, туку напротив да им укажа дека тоа не е во нивна полза и дека они се неценети. Така што апсолутно секоја работење вон работно време треба да биде наградено. Во однос на тоа дека си ја вршат работата, секоја чест, но за тоа се и платени и драго ни ако си ја вршат работата. Само толку, благодарам. За дневен ред И за дневен ред сакам точка советнички прашања и уште нешто, не знам дали Невена ќе стане. Имаш Невена нека се објасни за таа, да. Предпоставувам рачунам се јавна за тоа. Бидејќи истиот ден кога ги добив материјалите за седница, поднесов едно барање до председател на Совет и до координаторите, уште по еден член од советничките групи, со барање да дополнителна точка. Барањето е за ние како Совет да поднесеме барање до Законоправната комисија за толкување на член 75 од Законот за локална самоуправа во однос на членот 23 од Законот за урбанистичко планирање.
Многу пати до сега тоа го спомнував, кога се спомнуваа деталните урбанистички планови кои се окинати од Уставен суд, меѓутоа нити градоначалникот тоа не го сваќа сериозно, бидејќи ние како поединци или како граѓани не можеме да поднесеме барање до законоправната комисија, па можело градоначалникот да поднесе, можат и пратеници од политичките партии кои се присутни, може и ние како совет да поднесеме такво барање. Го користам тоа право, би сакала таа точка да се стави на дневен ред и да поднесеме едно такво барање. Знам дека процедурата е тешка, дека тоа ќе трае може подолго време, меѓутоа и минатиот пат реков како совет може да поднесуваме и треба да го искористиме тоа право. Одредени барања и до министерствата, конкретно за Министерството за администрација за вработување на негувателките, сега го барам ова исто да поднесеме до законодавно-правната комисија во собранието. Барам да се стави на гласање, па вие одлучите дали треба. Благодарам. Нема потреба да си го оправдате, во деловник стои дека имате право да предлагате толку лекции. Како? Ако влезе во дневен ред, има дискусија на точката. Како не може, јавувате се, сега е дел од која се јавувате за дневен ред, колеги. Значи, отворена расправа за дневен ред, ако имате предлози за дневен ред, сега можете. Значи, Нева на неколку пати оваа точка, мислам, ова прашање го поставуваше, сега го поставуваме како точка, бидејќи на дневен ред имаме реално и таков дуп, каде што советници, не знам колку ви е јасно, дека ние го кршиме законот за локална самоуправа. И што ќе значи тоа во однос на последиците од истото. Бидејќи морам да нагласам, имавме таков случај во Државна комисија за спречување корупција, каде што се поведе постапка за распуштање на советот поради гласање на веќе укинат на Уставен суд, док потоа се докажа нели дека тој не бил истиот, но во случајот со Z08 е истиот дуп. Дали сте свесни дека со законот за локална самоуправа и гласање на овој дуп ние се само укинуваме? Само тоа. Благодарам. Колеги, ајде много да се чуеме. Предпоставувам дека службите имаат мислење за оваа работа. Имаме правни цитања на мислење. Океј, задолжуваме на пазарите треба разбор по дневниот ред. Бидејќи никој не се јави за понатаму за дневниот ред, ќе ги ставам. Јас се извинам, може да се чуеме затоа што треба да гласам. Ако имаме повеќе предлози, кои што треба да ги гласаме, дали ќе се додадат на дневниот ред. Прво на ред е усвојување на записник од 60-та седница. Кој е за додавање на точката на дневниот ред? Против? Воздржани? Констатираме дека со 14 гласа за е усвоено додавање на точката. Како точка 32 предложено е предлог одлука за избор на член во одбор за соработка и доверба со јавноста на Факултет за електротехника и информацијски технологии. Кој е за додавање точката на дневен ред? Ајде. Имаме предлози Како мислиш што е? за избор на членови, или само да избираме член? Вака се, одлуката како текст е празно името и презимето, ама потребата да се додаде е гласаме сега. Ако влезе во дневен ред, нормално сега зависи од сите нас како советници, кога ќе стигне на ред, ќе се разбереме кој ќе биде предложен. Или, не знам, ќе видим како ќе. Ама нема потреба сега да го решаваме тоа сакам да кажам. Кој е за да се додаде точката на дневен ред? Против? Воздржани? Констатираме дека со 21 глас за е усвоено додавање на точката како 32.
Како 33 точка предложено е предлог одлука за изведба на рампа на паркинг во ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско емисиона томографија. Кој е за додавање точката на дневен ред? Против? Воздржани? Констатирам дека усвоено додавање на точката со 14 гласа за. Као точка 34 би дошло, само се извинувам да прочитам точно каков е називот, тоа што би ми спратено неверно, затоа што нели за дневен ред е битно како ќе гласат точките. Предлог барање за автентично толкување, автентично правно толкување. Кој е за точката да се додаде на дневен ред? Против? Воздржани? Констатирам дека со 12 гласа за усвоено додавање на точката на дневен ред. И точка 35 би дошло советнички прашања. Кој е за додавање точката на дневен ред? Против? Воздржани? Констатирам дека со 12 гласа за усвоено додавање на точката на дневен ред. Не може е од тука за повикување на точката за директно согласение на процедура. Разгледателни претрези. Имплицираше самото прифаќање на оваа точка дека би требало да се Колеги, колешки, ваше да појасните што подразбира, што не подразбирам, разбирате? Го ставам Точка разно мора да е. Има разно, додавате 35 советнички прашања. Не е разно советнички прашање, но разно е друго. Ставам целиот дневен ред на гласање, заклучно точка 35 советнички прашања. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам 22 гласа за и 1 воздржан е усвоен дневниот ред. Отварам расправа по прво записниците, отварам расправа за усвојување на записникот 51 седмица. Дали некој бара збор по записникот од продолжениот записник за 51 седмица? Или ги никој не се јави за збор, го затварам претресот и го ставам записникот на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатираме дека со 14 гласа за усвоен записникот. Предлог записника за од 54-та седница. Отварам расправа по записникот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не се јави за збор, го затварам претресот и да ставам записникот на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатираме дека со 14 гласа за е усвоен записникот. Предлог записник од 55-та седница. Отварам расправа по записникот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не се јави за збор, го затварам претресот и да ставам записникот на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатираме дека со 14 гласа за е усвоен записникот. Отварам расправа за предлог записник од 56-та седница. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не се јави за збор, го затварам претресот и го ставам записникот на гласање. Кој е за?
Против? Воздржани? Констатираме дека со 14 гласа за е усвоен записникот. Предлог записникот 57-та седница. Отварам расправа. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не се јави за збор, го затварам претресот и го ставам записникот на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека е усвоен со 14 гласа за. Предлог записникот 58 седница. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не се јави за збор, го затварам претресот и го ставам записникот на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека е усвоен со 14 гласа за. Предлог записникот 59-та седница. Отварам расправа по записникот. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не се јави за збор, го затварам претресот и го ставам записникот на гласање. Кој е за? 13. Против? Воздржани? 1. Констатирам дека со 13 гласа за и 1 воздржан е усвоен записникот. Предлог записникот 60-та седница. Дали некој ба разбор по записникот? Бидејќи никој не се јави за збор, го затварам претресот и го ставам записникот на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласа за и усвоен записникот. Завршивме со записниците и конечно малку стигнавме до некаде, и да го немаме свидувано. Го повикувам Славко како председател на комисијата за прописи да даде опис на составот на комисијата за сите точки кои ќе ги разгледуваме на комисијата. Почитувани присутни, на ден 12.3 со почеток во 9 часот и 20 минути се одржа 47-та седница на Комисијата за прописи. На дневен ред имавме усвојување на 46-та седница и 31 точка на дневен ред. Комисијата утврди дека сите точки се согласно Законот за локална самоуправа и деловникот на општина Карпуш. Имаше забелешка на насловот на точката 7, која требаше да се дополни, како беше само предлог заклучок за задолжување на секторот за урбанизам. Се бараше да се дополни насловот со зашто се задолжува. И беше од мене побарано како председател на комисијата за точката за дупот ЗНУ-8 да се произнесат дали таа точка веќе еднаш пројдена и дали истата се става на совет на повторно на гласање. Беше објаснато дека таа точка била ама е повлечена и не се расправала од неа. Така да и таа е согласно Законот за локална самоуправа и ви благодарам. Вака се, благодарам ви Славко. Вака се, што првата точка е усвојување на годишен извештај за работата на ЕВР Карпош, полициска станица до општа надлежност Карпош за 2024 година. Овој материјал, извештај е доверлив и нема право да се гледа да слушна. Затоа ќе дадам пуш пауза фактички, да се исчисти салата од сите тие кои што нема право да го слушнат извештајот, се извинувам да исчисти лоши слушаш. Зарачности. Уште една работа само пред да... Колеги, да се слушна, кажам и техничка работа која што е битна. Да знаете дека камерата ќе биде свртена према завесата, тонот ќе биде исклучен. Затоа што службите имаат технички, не може да изведат да го прекинат стримот што е во живо, па да го продолжат без да им се промени бројот на седмицата. Не знам, така функционира на предпоставувам. Чисто да знаете дека законот е спочитуван, само мора да остане да работи стрим. Тоа е пауза до 11:30.